Имам чест да ве поздравам во името на фондацијата и да го отворам денешното презентирање, односно промовирање на книгата и практикумот за културолошки и структурни компетенции кај здравствените работници, која што има свој историјат, така да кажам, односно позадина, во она што значат искуства на фондацијата во работењето со различни маргинализирани групи во областа на здравството, особено искуствата од работењето со ромите и со сето она со кое што тие се соочуваат при влезот во здравствените институции. Најчесто одбивање на услуги, тешкоти во пристапот, дискриминација и слично. Многу одамна знаевме дека сето тоа во најголема мера се должи на предрасуди и стереотипи и помалку или повеќе во речиси секој проект кој што го поддржуваше фондацијата беа вклучени активности за така наречена сензибилизација, односно развивање осетливост кај здравствените работници за културолошките специфичности на ромското население, за тешкотиите нивни животни, заради кои и не можат да остварат соодветна здравствена заштита, но сепак сето тоа остануваше на настани еднаш одржани и толку. Благодарение на нашите колеги од тематската програма за јавно здравје при фондациите Отворено општество, кој што инициира иницијативата за менување на наративи кон ромите во здравствените институции, започнавме во 2014 година со малку по-структуриран пристап кон ова прашање. И покрај овие знаења од претходно, тогаш беше спроведено едно основно истражување кое што практично само ги утврди веќе познатите стереотипи од страна на здравствените работници кон ромите при укажувањето на здравствената заштита. После тоа, од оваа иницијатива, се развија неколку проекти кои што ги спроведуваат на терен граѓански организации и иницијатива на група професори од 4 универзитети во Македонија, односно медицинските факултети во Скопје, Тетово и Штип и Високата медицинска школа од Битола, кои што се авторите практично на оваа книга, за која што се надеваме дека следните генерации на медицински здравствени работници ќе имаат можност уште во текот на студиите да се запознаат со важноста од она што значи културата што ја носи секој пациент што ќе пристапи кон нив, за она што значи обкружувањето во кое што тој човек живее и како тоа влијае на него како човека потоа како пациент, и сето тоа во текот на нивната здравствена практика понатаму постојано ќе го имаат предвид кога ќе имаат било кој пациент пред себе. Јас нема да должам повеќе, ова е само вовед за мал историјат како дојдовме до ова што денес ќе го представат самите автори. Благодарам. Бред Повели. Многу ви благодарам. Јас доаѓам од одделот за медиуми и наративи при Фондацијата Отворено општество во Њу Јорк и
и ние остваривме голема соработка со Фондацијата Отворено општество тука во Македонија. Приказните се многу важни и се есенцијални во нашиот живот и се од големо значење за тоа како го разбираме светот. И приказните за тоа кој е добар, кој е лош, кој е внатре во нашата група, кој е надвор од нашата група, кој заслужува, кој не заслужува да живее, сите тие приказни многу значат и прават разлика во животот на луѓето. Ние преку приказните ги гледаме односите и однесувањата на луѓето и самите правиме приказна за зошто се случуваат тие односи. Например, некогаш во болница ќе речеме па овој човек е многу дрзок и ние ќе си направиме приказна во врска со тоа, меѓутоа таа приказна можеби нема да биде точна. И заради тоа ние често не размислуваме за културолошките или структурните причини заради односот на луѓето, како например сиромаштија, оддалеченост од услуги, минати искуства и така натака. Така што со ова ние треба да размислиме за позадината на приказните и да се надеваме дека понатака ќе ни овозможат сите наративи да бидат, сите разговори да бидат и сакавме да подготвиме наставен план и да напишеме книга и навистина се изненадев од тоа колку брзо сето ова се оствари и многу е возбудливо да видам дека ова се остварува, особено заради тоа што имаме соработка со надворешни соработници. И многу исто така се радувам што си го гледам моето име на македонски јазик и многу сум горд на сите тука и сакав само да кажам дека е навистина одлично да се биде тука и да видиме производ во печат кој што се надевам дека ќе го користиме и дека ќе направи разлика во медицинското образование и во понатамошниот однос на луѓето. Ви благодарам многу. Thank you. Јас морам да кажам дека навистина ми причинува неверојатно голямо задоволство што конечно дојдовме до овој момент кога можеме да ја промовираме книгата и ги поздравувам сите студенти кои што се овдека, сите гости, колеги, посебно колегите со кои што заедно работевме на оваа книга. Морам да кажам дека од почетокот кога бев вклучена во овој проект, го сватив тоа како неверојатно голем предизвик. Не заради тоа што морам да работам со толку многу доктори, од нив само трема имам, не ми е тоа толку предизвик, туку заради тоа што требаше да внесиме една сосема поинаква тема, еден сосема поинаков наратив, еден сосема поинаков начин на размислување во област која што е на границата меѓу она што представуваат општествени односи, општествени науки и природни науки. Бидејќи медицината е дел од природните науки, меѓутоа медицината е толку многу поврзана со луѓето и толку многу голем дел од нејзе е всушност поврзан со она што представува меѓусебен однос меѓу докторот и човекот и решенијата кои што се носат во рамките на она што представува делување на секој медицинар, толку многу е поврзано со целокупниот концепт за човекови права, што навистина некако природно доаѓа дека би требало во рамките на она што представува обука на новите лекари да се појави и еден ваков учебник, да се појави една ваква тематика, да се појави една ваква содржина која што до сега мислам дека недостасувала. Морам да кажам дека ова мораме да го сватиме како почеток. Значи, ова беше пионерска работа. И јас се уште го сваќам како пионерска работа. Имаме уште многу да работиме, имаме уште многу искуства да поминиме пред навистина да обликуваме една таква материја која што ќе ги содржи сите оние елементи кои што им се потребни на идните лекари и кои што им се потребни на луѓето кои што се од другата страна на бариерата. Јас не би сакала да ги нарекувам
само пациенти, некако кога ќе кажеш пациент, како да го губиш човечкиот елемент во целата приказна. Всушност имаме работа со луѓе кои што имаат позадина, кои што имаат минато, кои што имаат различни култури, различни начини на размислување, различни видови на семејства и сето тоа еден лекар треба да го има во предвид кога влегува во комуникација со човекот кој што во моментот се наоѓа пред него. И јас мислам дека и покрај тоа што беше ова една пионерска работа, дека е направен многу голем исчекор, направено е нешто кое што може да им помогне на идните лекари, не само во нивното практично секојдневно делување, туку да им помогне да ја отворат вратата на размислувањето, да им помогне понатаму да го надоградуваат ова што ние заедно го почнавме. И тука би сакала навистина сега да им дадам збор на оние кои што ја започнаа целата идеја, да ни кажат како целата таа идеја се развила, како биле почетоците, како се дошло до ова што го имаме денеска и во секој случај да ни кажат што очекуваат, кои се нивните очекувања од ова што денеска го вадиме како незавршен, туку почетен продукт на една работа. Би ја замолила господјата Катарина Павијанс. Да. Thank you. Yeah, I would like to start. Би сакала да започнам со тоа што ќе им честитам авторите на книгата, бидејќи е многу неверојатно колку брзо успеавте да завршите толку одлична работа и исто така сметам дека е многу голема коинциденција тоа што ја прославуваме оваа публикација на истиот ден кога се прославува и 25 годишнината на фондацијата, затоа што замислете што би се случило за 25 години кога ќе славиме 50 години од фондацијата и 25 години од публикацијата на оваа книга. И само да ви дадам кратка идеја за тоа како дојдовме до идејата да поддржиме професори кои сакаа да ја создадат оваа книга за културолошки и структурни компетенции на здравствените работници. Нашата работа во програмата за јавно здравје многу често е се однесува на преводот и денес имавме можност да слушнеме за гинекологот во Шуто Ризари кој што не зборува македонски ниту ромски и заради тоа услугите кои што им ги дава на неговите пациенти мора да бидат преведени. Нашата работа е на малку поинакво ниво, бидејќи работиме со лекари кои што го имаат јазичниот капацитет да комуницираат со нивните пациенти, но сепак имаат други видови проблеми кои што им ја отежнуваат работата, им го отежнуваат слушањето на пациентите и го отежнуваат процесот на тоа што пациентите сакаат да го споделат со лекарот. И се надеваме дека со поддржување на културолошките и структурните компетенции на здравствените работници за студентите на медицина во Скопје, Битола и Штип, со цел да се воспостави оваа комуникација помеѓу идните лекари и нивните пациенти и истата таа да биде поуспешна. Сега точно го кажав името и јас многу мразам кога ми го грешат моето име и многу се извинувам. Сега би ја замолила професорката Елена Ќосевска од Институтот за јавно здравје, која што е една од оние професори кои што беа мотор на целиот тим и благодарение на чие што упорност и
присутност цело време, всушност мислам дека успеавме да ги избуткаме сите работи до крај и покрај многу премрежи и покрај многу пречки на кои што не идовме на тој пат. Повелете. Благодарам. Пред се, на почетокот, навистина големо задоволство ми е да искажам дека присуствував и на промоцијата на 25 годишниот јубилеј, кога се отвораше овој месец на прослави по повод работењето на Фондацијата Отворено општество во Македонија, но тоа не ќе беше можно доколку тимот не се состоеше од вредни, искусни и стручни лица. Дел од тој тим на Фондацијата во Македонија е и господјата Сузана Велковска, Александар Марковски, кои што и Ивона Сталевска, кои што беа наши соработници во целиот овој процес, но се надевам и понатаму во натамошниот период ќе соработуваме. Првенствено морам да кажам дека работејќи во Институтот за јавно здравје, каде што се анализира здравствената состојба на населението во целина, но и особено вулнерабилните групи во кои што спаѓа и ромското население во Македонија, тоа беше некако за мене голема грижа, зошто да во нашето општество имаме разлики во здравствениот статус на граѓаните. И тоа да биде една од причините етничката припадност. Исто така, бев доста загрижена и за тоа дека податоците кои што ги собираме на редовна основа, меѓутоа и преку истражувањата, покажуваат дека постои дискриминација во односот на здравствените работници према граѓаните од ромската етничка припадност. И тоа навистина за мене беше еден голем поттик да повеќе работиме на подобрување на здравјето на ромите во нашата држава, бидејќи свесна бев дека ако работиме повеќе на унапредување на социјалните, економските и здравствените аспекти на ромското население, тие ќе живеат во подобри услови, ќе бидат вработени, ќе бидат поздрави, а со тоа и нашите здравствени индикатори и севкупните индикатори во државата ќе бидат подобри. Така да од една ситуација на загриженост решив да бидам проактивна и да направиме промени. Свесни сме дека промените не доаѓаат преку ноќ, дека тоа треба долго време да се работи, со акција, со партиципација на многу чинители од општеството. Меѓутоа, свесни бевме дека и образованието на ромите е еден клучен фактор за унапредување на здравствената состојба, но имајќи во предвид дека образованието на ромите е поврзано со здравјето, меѓутоа и со нас, здравствените работници. И тоа беше уште еден мотив да превземиме акција, да прифатиме поддршката на Фондацијата Отворено општество и од Њујорк, и од Будимпешта, и од Македонија, да работиме на промени. При тоа, идејата беше на тој прв проект да направиме апдейтирање на наставните програми на медицинските факултети во Скопје, Штип, Битола, Високата медицинска школа и во Тетово, со тоа што беше период на акредитација на наставните програми и сметавме дека е моментот
да се направи обновување на наставната програма со вакви содржини. Во таа активност многу ни помогна обуките, кои што тимот на професори, кој што се состои од професор доктор Весна Велич Стефановска од катедрата за епидемиологија и медицинска биостатистика при Медицински факултет Скопје, професорката доктор Љубица Георгиевска Исмаил, експерт кардиолог, професор на исто така Медицинскиот факултет во Скопје, понатаму професор доктор Моме Спасовски, специјалист по социјална медицина од Медицинскиот факултет Скопје и мој колега од катедрата, понатаму професор доктор Цена Димова, која што доаѓа од факултетот Медицински универзитет, всушност во Универзитетот Гоце Делчев, и секако нашите колешки, професор доктор Ленче Мирчевска од Високата медицинска школа од Битола и директорката, која што исто така ни беше посебно чест да биде дел од тимот, професор доктор Домника Рајчановска. И секако од Тетовскиот универзитет, професор доктор Азис Положани, кој што потоа напушти и сега е, знаете, можеби сите, дека е ректор на Универзитетот Мајка Тереза во Скопје. Меѓутоа, и покрај тоа што напушти во Тетово, тој оваа програма ќе ја воспостави на новиот универзитет. Така да процесот, значи, започна со подготовка на наставната програма, на курикулумот за предметот културолошки и структурни компетенции, и можам да кажам дека на сите универзитети е акредитирана таа програма, значи во сите три всушност универзитети, а во Мајка Тереза ќе биде во постапка. Од друга страна, можам исто да се пофалам дека како изборен предмет е вграден не само на додипломските студии, туку на медицина и на стоматологија, туку и на постдипломските студии по јавно здравство на нашиот медицински факултет, но исто така и на докторските студии, односно третиот циклус на студии по јавно здравство. Што значи, се надевавме дека ќе успееме само на додипломските, меѓутоа ние успеавме и на постдипломските и на докторските студии по јавно здравство, а исто така и на специјалистичките студии во Високата медицинска школа. Што значи да навистина го поставивме како основа предметот културолошки и структурни компетенции како изборен предмет, и веќе можам да кажам дека јас веќе го имав првиот студент на школата по јавно здравство, кој што го избра предметот, беше на конференцијата са утрово, а исто така и професорката Домника веќе имала 4 студенти кои што го избрале овој предмет. И сега нормално дека наставната програма мора да биде поддржана од учебни помагала, така да од тука произлезе и потребата да направиме учебник, односно книга, која што може да се користи и од студентите на медицинските науки, но исто така и од здравствените работници. Уште бих сакала накратко да кажам што е содржината на учебникот, и согласно на тоа направен е и практикумот, а практикумот содржи всушност прашања од поделните поглавја во книгата за да се провери знаењето на студентите стекнато од теоретската настава. Имено,
Учебникот има 88 страници во кои што се сместени 10 поглавја и тоа јас поред би ги кажала. Прво е вовед во концептот на човековите права и основни слободи, правото на здравје како човеково право, еднаквост, недискриминација и почитување на различноста во остварувањето на правото на здравје, правото на здравје на припадниците на ранливите групи, етички аспекти на медицинските истражувања врз луѓето, културолошки компетенции, вовед во наративната медицина, структурни компетенции, културолошки и структурни аспекти на остварувањето на правото на здравје во и од ромската популација во Република Македонија и последното 10-то поглавје се однесува за јавното здравство и здравствениот систем во унапредување на културолошките и структурните компетенции на здравствените работници. Акцентот е ставен на човековите права, на основниот концепт на човековите права, на основните принципи и стандарди, на основните поими за еднаквост, универзалност, слобода, недискриминација, но исто така и препознавање и имплементација на културолошките компетенции и структуралните компетенции, а сето тоа преку примена на техниките за слушање, играње на туѓа улога, акција, кампањи и друг вид на креативни работилници, преку кои што долгорочно, со континуирана работа, ќе се прават промени во однесувањето на здравствените работници и соработници кон граѓаните воопшто, а и секако со посебен аспект на ромското население, познавајќи ги културите, традициите, навиките, обичаите, но исто така познавајќи ги и општествените односи, регулативата кои што спаѓаат во делот на структурните компетенции на здравствените работници. Јас со ова би завршила, едино сакам уште една пофалба да си кажам, тоа ми го дозволи Сузе и Александар, да кажам дека ние имавме минатата година летна школа со студенти на медицина и драго ми е што дел од нив ги гледам во аудиториумот, може би во дискусијата ќе ги испровоцираме да ги искажат своите видувања и да кажат дали оваа тема има перспектива во иднина. А исто така, пред 2 дена одржавме успешна работилница со здравствени работници, интернисти, лекари по медицина на труд, општа медицина, кои што веќе работат со нашите граѓани и пациенти и за наше навистина големо задоволство не изненади нивната заинтересираност, бидејќи искрено морам да кажам дека малку се плашевме како ќе биде примена оваа тема, дали ќе се навредат ако им кажеме за одредени наши појави, но за среќа немавме таков негативен фидбек и дури евалуационите листи покажаа дека дел од нив сакаат да се продолжат ваков тип на работилници, дека се неопходни и дека навистина ќе го промовираат овој тип на работилници и кај нивните колеги кои што ја немаат таа можност да бидат активно вклучени на 8 мај. Ви благодарам на вниманието и сега повторно давам можност на останатите учесници на панелот да си ги искажат своите. Благодарам многу, доктор Елена, благодарам многу за
представувањето на книгата, тоест на учебникот, за многу оптимистичките тонови во тоа како може да се употреби и првите искуства кои што ги имате со тоа. Пред да и дадам збор на професор доктор Весна Велич, јас би сакала само да спомнам дека покрај овие имиња кои што беа спомнати како автори на книгата, има уште еден колективен автор на оваа книга, а тоа се студентите на медицинскиот факултет. Ние направивме 2 фокус групи со студентите и од тие фокус групи добивме неверојатно голем поттик прво во пишувањето на оваа книга, потоа добивме многу информации како во однос на она што представува форма која што е прифатлива за студентите при пишувањето на една ваква книга, меѓутоа и многу нивни лични искуства од она што представува секојдневно работење, студирање, кои што исто така беа корисни во изработката на книгата. И заради тоа можеби негдека би требале да ги сместиме и нив во она што представува авторски удел на оваа книга. А сега би ја замовила професор доктор Весна Велич, вториот од моторите на тимот кој што ја го изработи. Ги изработи и програмата, и учебникот, и практикумот. Повелете. Благодарам, професор Најчевска. Почитувани гости, почитувани колеги, посебно почитувани млади колеги. Ми представува посебно задоволство што ве гледам тука на денешната промоција на оваа книга и практикум. Веројатно дека многумина ќе се прашаат во овој свет во кој што континуирано и секојдневно говориме за демократија и еднаквост, зошто одеднаш дискутираме и ни е потребно една ваква книга. Всушност, реалноста е таа, а со неа ни овозможи да се соочиме и Институтот Отворено општество, кој што како тим кој што работеше од 7 професори, имавме можности да излеземе надвор на различни места низ Европа и да се соочиме со реалноста дека на многу универзитети се покренува ова прашање и се дискутира на оваа тема, се прават прирачници и книги, во кои што на здравствените работници им се предочува големото искушение да ја задржат својата хуманост во рамките на работењето на здравствените системи во кои што се наоѓаат. Реалноста е таа дека сите ние кога доаѓаме на медицина, доаѓаме со еден голем ентузијазам и ниеден од нас не станува здравствен работник заради тоа што сака да лекува само бели, само богати, само мажи или жени, само луѓе со одредена политичка определба, етничка или религиозна припадност. Ние доаѓаме студираме медицински науки за да ги лекуваме сите луѓе подеднакво. Значи, нашите сознанија на почетокот и реалноста со која што се соочува светот понатаму во рамките на нашето работење покажува еден голем јаз. Хуманоста некаде по пат се губи. Она кое што треба да го направи овој прирачник и оваа книга е не нешто револуционерно, туку нешто кое што значи подсетување на секој од нас како здравствени работници на елементарната идеја поради која што сме станале лекари или сме станале дел од здравствениот персонал, и едноставно да се присетиме дека секој оној кој што стои пред нас и представува наш пациент, дека има подеднакво право како и другите. Она кое што е реалност во живеењето е дека овој современ свет на живеење све повеќе прави да луѓето ни се поважни од болестите, да оној кој што ќе дојде пред нас, едноставно или оние кои што имаат одредени карактеристики, имаат подобра можност за здравствена заштита, отколку некои други кои што ги немаат тие карактеристики. Она кое што посебно не води во целиот овој пат и она кое што практично представуваше и една моторика во движењето на тимот на професори кои што учествуваа во пишувањето на овој практикум и книга,
во суштина беше да се посочат сите оние елементарни делови кои што практично би помогнале за надминувањето на дискриминацијата, за надминувањето на стигмата, за елиминирањето на предрасудите кои што постојат помеѓу здравствените работници во рамките на однесувањето во својата секојдневна работа и во здравствените системи. Не би сакала да ви кажувам дека секој од членовите, секој од професорите кои што беа дел од овој тим, дека даваше несебичен допринос, дека секогаш кога ќе се погледне овој практикум и книга, практично тоа не представува заслуга ниту на едно име посебно. Да не бевме сите заедно, да не работевме сите како тим и посебно да го немавме фидбекот кој што професор Најчевска го спомна од студентите на медицина, веројатно дека немаше да се добие ваква книга, односно книга со ваква содржина и практикум со ваква содржина како што го добивме сега. Се разбира дека во понатамошното работење она кое што секогаш би требало да го имаме на ум е дека маргинализирана група не е секогаш една иста група. Дека иако можеме веднаш размислувајќи да посочиме низа на маргинализирани групи, никогаш не можеме да предвидиме дали еден ден некој нас, нашите блиски или нашите сакани, нема да ги стави во категорија на маргинализирана група. Она кое што треба секогаш да го имаме на ум е дека како здравствени работници или како плуќа на здравствениот систем останува на нас да докажеме дека секогаш и пред секого треба да бидеме еднакви, односно секој кој што се наоѓа пред нас треба да биде подеднаков во нашите очи и дека сето она кое што ни го кажал Хипократ, кое што ни го кажале нашите професори, кои што самите сме го училе по патот на нашето професионално битисување, дека во суштина треба да го употребиме за да им го дадеме на луѓето или да им го овозможиме остварувањето, како што многу убаво го кажа професор Ѓунер Исмаил на работилницата пред некој ден. Правото на здравје кое што го добиваат и го има, го добива секој од нас со своето раѓање. Не како право дека некој ни го дал, туку како право кое што е наше, собствено, затоа што постоиме на оваа планета Земја. Бидејќи е наше, никој нема право да ни го одземе. Секој само може и има должност да помогне да го сочуваме ова наше здравје. А ние како тим, кој што не само своето, туку и туѓото здравје треба да го чуваме, едноставно да дадеме се од себе си, за да тоа биде максимално направено. Ви благодарам. Благодарам многу, доктор Весна, благодарам многу што не подсетивте на тие идеалите што некогаш се губат попатно, додека се студира или додека се влегува во праксата. И тука, навистина, би сакала да напоменам дека едно од најубавите искуства што ми беше при работењето на овој учебник и со професорите кои што беа вклучени и со студентите како оној колективен автор, всушност беше нивната способност да ги воочат проблемите. Значи не е лесно да се воочи нешто кое што го правиш некогаш самиот затоа што си влегол во некој шеми, затоа што си влегол во некој вообичаени канали. Не е воопшто лесно да откриеш дека она што било многу спротивно на идеалот со кој што си влегол во студирањето и во желбата да се биде дел од медицинската професија се изгубило попатно, односно да ги воочиш сите оние работи кои што придонеле за губење на тој идеал и да ги најдеш елементите, начините на кои што тоа може да се врати. И може би тоа е најголемата вредност на овој учебник, како она што го реков на почетокот, отварање на едно ново видување, на еден нов приод во
изучувањето прво и прво на постапувањето со луѓето кои што се појавуваат како пациенти е токму тоа, да не се заборават основните идеали со кои што најголем број од студентите влегуваат сушност на медицински факултет, цело време да има нешто кое што ќе ги враќа на нив и кое што ќе ги подсетува. И јас се надевам дека нема да славиме 25 години од оваа книга, дека во меѓувреме ќе бидат изработени многу нови книги кои што на уште подобар начин и уште понапред ќе отидат во она што представуваат предизвици на поврзување на концептот на човековите права, почитувањето на различноста со она што представува лекување и односи меѓу докторите и луѓето кои што доаѓаат пред нив со своите проблеми. Сега мислам дека имаме време за дискусија, за ваши видувања на оваа тема, за евентуални прашања, ставови, мислења, па и несогласувања, евентуално со она што овдека сега го промовираме. Повелете. Дали може да предложам професорките, останати кои што се дел од тимот, да искажат своји видувања, може би некои интересни случаи во текот на подготовка на темите, дали би сакале, еве, повелете. Супер. Јас сум онаа именуваната, благодарам, ама тоа е сопругот. Јас сум Љубица Георгиевска Исмел и сум кардиолог и сум во оваа група, може би заедно со професорката Цена, која е стоматолог, меѓутоа јас сум директно во делот, односно вклучена во секојдневната практика и во секојдневната можност на дискриминација. Само пред да кажам, јас би сакала уште нешто да кажам, во овој момент на возбуденост, верувам дека моите колешки, професорката Ќосевска, заборави нешто многу битно. Ние сме практичари, ние сме во здравството, имаме тука, нели, социјална медицина, имаме епидемиологија, меѓутоа да го немавме експертот, најголемиот во Македонија и пошироко за човекови права, кој се вика професор Најчевска, ние ваков учебник немаше да можеме да го направиме. На тоа еден голем аплауз. Навистина ни беше чест, јас во името на сите кажувам, мене посебно ми беше чест, што покрај моето име како уредник стои нејзиното име, затоа што е тоа гарантот дека овој учебник ги поминал сите можни рецензии за тоа дека е навистина учебник за кој што ќе ги, да речам, ќе ги промовира човековите права, односно ќе спречи или појава на дискриминација во здравството. Само јас уште нешто би кажала. Ние имавме точно работилница пред 2 дена со здравствените работници и то интернисти и нешто ќе ви кажам. Бевме сведоци, ние имавме ситуации, значи случаи кои ги презентиравме од секојдневната практика, тие се препознаваа себе си, значи дека влегуваат во такви ситуации, али интересно е нешто што треба ние да завршиме работа. За прв пат таа ситуација ја именувавме како дискриминација. Значи, за мене, ќе ви кажам, дека е најбитното во сето ова, како практичар, што за прв пат ние ќе ги именуваме ситуациите дека се дискриминација. Тие себе си се наоѓаа во ситуација на изненаденост, дека тоа го прават, меѓутоа не знаат дека е тоа дискриминација. И заради тоа сметам дека кога ќе се именува нешто со правото име, веќе отворате врата и да го надминете. Благодарам. Благодарам многу. Јас сепак тие кредити не би ги зела толку многу, заради тоа што јас само ја давав рамката на она што професорите по медицина го правеа. Повелете уште една членка на тимот? Да.
Добар ден на сите. Цена Димова, така? Јас сум професор доктор Цена Димова и можам да кажам пред се дека сум најмлада по звање во овај тим и ми беше особена чест и гордост и задоволство да соработувам, односно да учам од овој тим. Јас би сакала да истакнам неколку работи, меѓу кои една за нашето вклучување како тим на поедини работилници кои се одржуваа и во земјата, и тоа особено придонесе да ги осознаеме основите и на структурните компетенции, и на културолошките нееднаквости, разлики, па и дискриминација. И јас би сакала, ако може да си дозволам од име на целиот тим за тоа вклучување во минатото во тие претходни неколку години. Меѓутоа, овој тим даде особен придонес, ми се чини, со интензивната соработка помеѓу нас. Тој придонес, мислам, таа работа пленеше во поделбата на поглавјата, во комуникацијата помеѓу додека тоа се работеше, бидејќи многу е специфично според мене, и тоа сакам да го истакнам, да не се повторуваме во поглавјата, за кое што па одговорните уредници си дадоа свој придонес и како врв на тоа, нели, професорката Најчевска, и така да тоа беше еден подолг период со работа. Јас би сакала уште неколку збора да кажам, дека кај нас се имплементирани во 6 студиски програми на Факултетот за медицински науки, кои беа во постапка за акредитација и веќе е финализирана таа акредитација. Јас бев директно и сум вклучена во специјализациите на факултетот, оние кои ни се одобрени од Министерството за здравство, со оној општиот дел од јавно здравје, при што имав по 4 часа теорија и 4 вежби, некаде групи од по 30 специјализанти, и што ми е особено драго, во една прилика ги информирав, би сакала да ве запознам и вам, дека тоа беше интересни часови, интерактивни, кои докторите кои по 7-10 години, од 2 до 10 беа со работен стаж претходно, токму така кажаа дека има разлика во приодот, во третманот, во оној процес на слушање, дали добро ги слушаат пациентите, наративната медицина и така натаму, и така натаму. Едноставно сакам за крај да кажам големо благодарам и до организацијата и до тимот. Ми беше особена чест и задоволство. Благодарам. Благодарам многу. Дали ќе сакаат и другите професорки учеснички да ни се придружат? Благодарам многу. Јас сум професор доктор Ленче Мирчевска, иначе предавав професор во Високата медицинска школа во Битола. Однеодамна во пензија, тоа продолжив да работам на овој проект и на овој учебник. Нашата специјалност социјална медицина повеќе се грижи за превентивата, односно како да се спречи да не дојде болест, повеќе за тоа и од поширок аспект го гледат човековото здравје, и затоа кога ми понудија да бидам дел од тимот, прифатив и ми беше предизвик да трагам по други институции, универзитети и така натаму, да видам што е содржината на овој предмет, зашто и се надевам дека на сите во тимот, на сите професори од почеток ни беше и нас непозната ова работа. Меѓутоа, пребарувајќи како другите го решиле, решиле да направат еден ваков проект, еден ваков курикулум, не натери нас да размислиме како ние би дошле, имајќи го предвид нашите услови на работа на здравството, нашиот систем на здравствена заштита и така натаму. Од почеток, значи, кога почнавме да го работиме проектот, курикулумот, нормално дека имавме различни ставови околу одредени прашања, меѓутоа секогаш како добар тим наоѓавме заеднички размислувања и секогаш доаѓавме до заедничко решение како одредена работа треба да направиме.
Кога почнем исто така учебникот да го работиме и практикумот, исто така секогаш работевме тимски, особено јас најблиско работев со професорката Доминика, заради тоа што ги имавме во предвид нашите искуства кои што се во рамките на нашиот универзитет и на Високата медицинска школа во Битола. Значи, се предводевме од тоа која ни е целта да дојдеме до крај, односно да го финишираме овој материјал, а целта беше да младите студенти уште за време на едукацијата научат како треба да размислуваат во однос на прифаќањето на пациентите. Заради тоа што кога ќе станат веќе лекари, мислат дека тие се над пациентот и дека може да се однесуваат како што сакаат, односно ставот на голем број на лекари е да се гледа пациентот од сосема друг аспект, значи да се прегледа, да се измери притисок, со слушалки, аускултација да се направи, да се даде терапија и со тоа да заврши работата околу пациентот. Меѓутоа, овој учебник ги тера студентите да размислат уште од најмалата возраст, дека треба да пациентот да се пристапи малце пошироко, да се гледа како човек, да еднакво се третира во рамките на здравствената установа, да се води сметка за различноста и секој пациент различно да се третира според неговите културолошки особености, значи там каде потекнува социоекономската положба, расата, вероисповеста и така натаму, и на тој начин да се придонесе да се нема дискриминација, односно да работи на недискриминацијата во здравствениот систем. Благодарам многу. Дали ќе сака? Благодарам. Благодарам многу, професор доктор Доминика. Почитувани присутни, најпрво би сакала да ве поздравам сите, особено да ја честитам јубилеот на Фондацијата Отворено општество. Доаѓам од Високата медицинска школа, јас сум доктор специјалист по педиатрија. Многу ми е мило што Високата медицинска школа се вклучи во овој проект, бидејќи ние едуцираме здравствени работници кои што на некој начин се први кои што доаѓаат во контакт со пациентите и сметам дека на право место е еден ваков предмет да биде инкорпориран во студиските програми на Високата медицинска школа и сметам дека треба да биде на сите високи медицински школи во државата. Мило ми е што сето тоа да успеавме да се случи во период кога ги имавме доставено елаборатите, односно ги припремавме елаборатите за реакредитација на студиските програми и акредитации на нови студиски програми, така што предметот е вклучен во сите 6 студиски програми од прв циклус, до дипломски студии на Високата медицинска школа и во 6 други програми на специјалистички стручни студии. И како што професорката Ќосева кажа, имаме студенти на продолжени студии, кои што запишуваат први, трети, петти семестар, односно втори, четврти и шести, така да има избрано предмет. Многу се изненадени, доаѓаат да прашуваат што ќе учиме, што значи сето тоа и така натаму. Се надевам дека нема да остани само ова промоција, дека ќе им ја доближиме на некој начин наставната дисциплина, предметот, учебникот, практикумот на сите студенти уште од прва година, за да знаат за што се работи и се надевам дека и понатаму ќе имаме многу повеќе студенти од сегашните 4-5 студенти кои што веќе го имаат избрано предметот. Уште еднаш би сакала да се заблагодарам што ме примивте во тимот кој што го изработува во учебник, да се заблагодарам на сите и навистина ми беше чест и задоволство. Благодарам. Благодарам многу. Јас дури би отишла чекор понатаму, можеби овој учебник и не е само насочен кон или не мора само да го употребуваме за обука на идните лекари и за подсетување на постоечките лекари, можеби преку овој учебник ќе ја воведиме оваа материја и во размислата на сите оние кои што учествуваат во реформата на здравството и да почнеме на поинаков начин да ги градиме темелите на едно поинакво здравство, на еден поинаков период, значи да дадеме наш придонес во некакво преформулирање на целокупна една структура која што до сега си имала одреден вид, а ние еве би сакале да
го промениме тоа. Повелете. Hello. One question from Mr. Brett Davidson. Имам едно прашање за Брет Дейвисон. Го видов материјалот и ја видов учебникот и го ценам, мислам дека е навистина добар, но мислам дека во нашата земја имаме еден конкретен случај каде што не сум видел ваков случај во ниједна друга европска земја, па затоа би сакал дали би можете да ми кажете во неколку зборови или да ми дадете споредба промеѓу дискурсот за правата на луѓето и човековите права. Или правата на животните и човековите права, бидејќи во некој случај во нашата земја животните имаат поголеми права. Например, постои едно комбе кое што секоја вечер им разнесува храна на уличните кучиња и мачки, но нема такво комбе што разнесува храна за ромите, посебно за децата. Многу од нив умираат од глад и бидејќи немаат доволно протеини во нивната диета. И затоа мислам дека ова е многу важно прашање, бидејќи во најмала рака барем човековите права треба да бидат еден степен погоре од правата на животните. Yes, I mean, I just can say. Можам да кажам дека се согласувам дека човековите права треба да се почитуваат и дека тие ги уживаат сите, и целта на оваа книга е дека сечи човекови права треба да бидат почитува. Би сакал да се одврзам од фазата во која што некои луѓе имаат повеќе права од другите луѓе и затоа тоа е всушност една од главната цел на голем број на здравствени системи ширум светот. Се извинувам, не можам да го слушнам, не зборува во микрофон. Основа токму заради тоа и избегнува да спомне државјани, односно жители на конкретната држава, на Македонија и слично, туку зборува за луѓе. И кога зборуваме за луѓе и за права на луѓето, зборуваме за права на секој човек кој што ќе дојде на територијата на нашата држава, односно со кој што ќе дојдат во контакт лекарите кои што се обидуваме да ги обучиме. И автоматски не размислуваме низ перспективата на тоа дали тие луѓе се легално на оваа територија, дали имаат вакви или онакви документи. Значи, недискриминацијата е апсолутна, независно од било која објективна или субјективна карактеристика на тој човек. И токму тоа се обидуваме да го промовираме како идеја со содржината во книгата и со овој пристап кон недискриминацијата даден во книгата. И само уште нешто. Велите, животните имаат поголеми права отколку што имаат жителите на ромската заедница, ако добро ве разбрав. Значи, да, со тоа што во однос на документите професор Најчевска ви даде одговор, јас би ви рекла дека правата на животните не ги исклучуваат правата на луѓето и правата на луѓето не ги исклучуваат правата на животните. Бидејќи сметате дека и ако се исполнети правата на животните, веројатно дека тоа е еден уште поголем мотив да како луѓе се трудиме да ги исполниме нашите права како луѓе во сите заедници и меѓу сите луѓе, независно од разликите кои што постојат. Благодарам. Дали има уште некој кој што би сакал да се повелете?
Би сакала ако може да се представите пред... Благодарам многу. Со задоволство ве поздравувам срдечно. Јас сум магистер Гордана Бешлиевска, магистер по здравствен менеджмент, инаку својот работен век го градев како медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра и студент од Високата медицинска школа во Битола. Долги години бев главна сестра на градската општа болница 8 септември, а сега би сакала најсрдечно да ве поздравам и во име на Унијата на медицинските сестри, во која што сме сплотени сите ние заедно, како медицински сестри, акушерки, стоматолошки сестри и лаборанти. Во оваа недела на сестринството, овој еден ваш многу убав настан, со задоволство дојдовме да го пратиме. Ви го честитаме јубилеот на отвореното општество. Вие не направивте учебник само за студентите, вие направивте за сите нас учебник. Без разлика што сме ние изреализирани и остварени во нашите професии, во нашите здравствени институции, ова треба да биде приречник за сите нас и во сите наши здравствени институции. Мислам дека обработивте сегмент кој што е многу важен, посебно за нас медицинските сестри, без разлика дали со средно, висше или високо образование, бидејќи ние во целокупниот здравствен систем сме пронајдени зависно, независно и меѓузависно со пациентите. И ние многу пати можеби умееме да го расипеме вашето убавото на носителите на здравствената дејност, а некогаш можеби умееме и да го надминеме. Сепак сме ние, нели, една алка и еден тим во целокупниот здравствен процес. Ние се остваруваме зависно по закон и по пропис, меѓутоа независно се остваруваме према пациентите во тој ментален склоп во кој што многу треба да внимаваме на сите овие моменти кои што вие толку убаво, стручно и професионално ги донесовте во овој учебник. Имав едно како да кажам, една човечка потреба да ви се обратам пред се, а и во името на сестрите да кажам дека сето ова јас со задоволство ќе го пренесам до сите наши сестри и чинам дека треба да се најде меѓу нас здравствените работници во секојдневието како би бил еден успешен водич во тоа како ние би се остварували во овој правец како вие што го имате замислено и го имате обработено. Ви благодарам. Благодарам многу и навистина сестрите и болничарите и сето она помошно што го викаат особје во медицинската процедура никогаш се навистина дури и многу поважни во она што представува третман на пациентот, тоест на човекот кој што се појавува како пациент и посебно многу големо значење имаат во неговото заздравување. Секој од нас тоа го знае од лично искуство. Благодарам многу. Дали има уште некој? Дали некој од студентите сака да не искритикува? Повелете. Ја од студентите очекувам критика сега. Пред се ви благодарам, не е критика. Именно јас сум студент на медицина, тука во Скопје. Сакав да ве прашам, постојат луѓе, по-конкретно здравствени работници, кои што имаат по-радикални размислувања околу ставовите кои што вие ги имате опишано во книгата. Како со тие луѓе кои што не ги прифаќаат концептите за дека сите сме еднакви, дека иако тоа не е во ред во секој случај од страна на здравствени работници? Благодарам многу за прашањето. Прво, тие луѓе не паднале од небо, така? Значи, ние сме ги изградиле. И овој учебник всушност е обид како да изградиме поинакви генерации, можеби на доктори, меѓу кои што ќе има се помал број на луѓе за кои што различноста е проблем, за кои што дискриминацијата е нормална или за кои што човековите права не се дел од она што представува комуникација со луѓето кои што се појавуваат како пациенти. Така што ние се надеваме да постојат такви луѓе и токму заради тоа и постојат ваков вид на обиди да се адресираат проблемите со кои што фактички се соочуваме во реалноста. Така што еден начин е изградбата на нови и нови се поголем број кадри кај кои што ќе немаме ваков пристап, меѓутоа и градење на такви кадри кои што
ќе знаат да реагираат, ќе знаат да препознаат дискриминација, кај своите колеги нема да се плашат да ја адресираат, односно нема да се плашат да се спротистават на несоодветното постапување на нивните колеги. Повелете. Со голем респект и почит, јас сум Рамче Мустафа, виш санитарен техничар, дипломиран на Белградскиот универзитет 1980 година. Инаку со степно од доктор Панче Караѓосеф. Со работно искуство во превентивната медицина, во општествената исхрана на рудници и железарници, Скопје, санитарен контролор. Учебников кој практично јас би го нарекол охуманизирање на хуманата струка, затоа што претежно и основа на медицината како наука е хуманоста и контактот со луѓето. И тука во ова време, мислам дека учебникот е во многу погодно време, кога се појавуваат и некој припадник на ромската етнос. И во време на, јас го нарекувам неокапитализам, затоа што со трансекцијата тоа е еден друг политички систем, во кој што растев јас и студирав и работев. Па во сегашните нови услови на стопанисување, формирањето на новите капиталисти и таа експанзија на материализам го губи она основното хуманиот однос на човекот кон човекот. И овој учебник се појавува во право време за да направи еден радикален пресврт во мислењето барем на хуманите луѓе. Значи, луѓето кои што се определиле за професија на човек со човек. Економистите, односот на материјата, парите и бизнисот се веќе во друг дел, каде што математиката ја нема таа хуманост, во тој дел тоа се бројки. Статистиката е броење на бројките, но медицината во сите своји области е директниот контакт на човекот со човек и хуманистички однос кон луѓето. Како категорија, ромската етнос е одбрана како во дадениве ситуации, во овие услови кои што се, но со уставна категорија определено на права и како членови на оваа заедница и на оваа држава, но е проектот кој што е во право време донесен е за навраќање на корените на оној што се определил да стане медицинар, прво со средното медицинско школо, не отишол во гимназија и Димитар Влахов, него во доктор Панче Караѓосеф е навраќање на таа прва идеја и после тоа веќе со надградбата, со медицинскиот факултет, со постдипломските студии, која е книга, учебник, кој што е за многу поширока публика, како таква, но конкретен учебник за луѓе кои што работат со луѓе. Благодарам многу. Благодарам многу. Благодарам многу. Повелете. Ви благодарам, јас сум Никола Дујовски, доаѓам од Факултетот за безбедност, ви благодарам за поканата и чест ми е што сум овде, да слушнам малку поразлично од тоа што првенствено се занимавам, што е полето на мојот интерес. Ви честитам на сите кои што сте учествувале во овој сигурно значаен проект за сите вас, меѓутоа и за институциите од каде што вие доаѓате. Јас гледам дополнителна вредност овде, не затоа што овој учебник мене, барем по насловите, не сум имал можност претходно да го видам, ми наликува и како добро четиво поетика, што значи дека може да има и поширока примена. Особената важност, што јас ја препознавам, е што ова ќе биде воедначена тема за студентите од 4 различни универзитети во најмала рака.
а можеби и пошироко. Тоа оставам на вас во некое второ издание, трето издание, доколку продолжите да се занимавате со овие прашања. Тоа е исклучително важно токму сега во периодот кога Македонија мора да покаже здраво ткиво. Да им пренесеме на помладите, на тие што доаѓаат, еден поинаков поглед на светот, дека можеме заеднички да работиме тие кои што малку или делумно се познаваме и да направиме успешни приказни токму и преку вакви учебници, односно практикуми. И затоа посакувам сега во овој период да, како што каже и професорката Најчевска, ова да се пренеси на луѓето кои што во овој момент практицираат здравствени услуги. Затоа што можеби вистинската, реалната слика во здравството е малку поразлична или можеби дури и многу поразлично тоа што вие сте го напишале во учебникот. И затоа јас препорачувам ова да не биде само за студентите. Одим и чекор понатаму, да можат лекарите на симпозиумите кои што ги имаат да слушнат, ако ништо повеќе, барем да имаат прилика да го видат и да го прочитаат ова што вие сте го написале. Ви честитам уште еднаш и ви посакувам уште многу вакви успеси. Благодарам многу. Доколку нема уште некој кој што би сакал да каже нешто, јас се надевам дека за некоја година ќе се сретниме повторно и тогаш ќе можеме да ги сумираме резултатите од примената на учебникот и тогаш ќе можеме да ги слушниме вистинските критики на она што сме го пропуштили или што не сме го направиле како што треба и ќе можеме заеднички да направиме нешто уште подобро за тие нови генерации кои што ќе ни дојдат понатаму. Благодарам многу.